Речиси 150 милиони евра директни инвестиции во македонскиот енергетски систем, зголемено производство на струја со запазени еколошки стандарди. Подпишаниот договор предвидува изградба на нова соларна електрана во Битола, која треба да биде најголема во Македонија, а ќе чини 87 милиони евра. Ќе биде финансирана од германската КФВ банка и Европската банка за обнова и развој. Трансформирањето на исцрпен рудник за јаглен во соларна централа е повеќе од инвестиција. Тоа е декларација дека зелената транзиција е реална и дека силните партнерства може да отклучат силна поддршка на нови начини. Во наредните 2 до 3 години ќе добиваме преку 200 мегават инсталиран капацитет од обновливи извори, што значи поголемо домашно производство на зелена енергија и намалување на годишните емисии на CO2 за повеќе од 260.000 тони. Дополнителни 10 милиони евра, исто така од КФВ, ќе бидат вложени во ревитализација на хидроелектраните, проект кој вкупно чини нешто на 47 милиони евра. Реализацијата на овој капитален проект ќе резултира со зголемување на домашното производство на електрична енергија од нашите хидропотенцијали за дополнителни 50 гигавати на час годишно. Се работи на уште 3 помали фотонапонски електрани. Тендерот за изградба на Осломеј 2 и Битола 1 и 2 е завршен. На поведок е и теренска реализација на втората фаза од ветерниот парк Богданци. Со овие капитални инвестиции, заедно со АДСМ ја зајакнуваме домашната енергетска продукција, обезбедуваме стабилно снабдување со електрична енергија и ја поттикнуваме економската стабилност и одржлив развој. Министерството за финансии останува посветено на поддршка на проекти кои ја граделе иднината на нашата држава, зелена, економски силна и енергетски независна. Од владата порачуваат дека станува збор за историски инвестициски циклус кој ќе обезбеди долгорочна енергетска сигурност, економска стабилност и европска иднина за државата. Очекувам дека и во иднина ќе испорачаме резултати кои што ќе не водат како држава кон енергетска независност и од држава увозник да бидеме држава која што ќе биде извозник на електрична енергија, бидејќи не можете вие да увезувате нафта, да увезувате газ, да увезувате секаков енергенс и да бидете конкурентни на пазарот. Тоа е невозможно. Барем тие ресурси со кои што располагаме, а тоа е обновливата енергија, сонцето, ветерот, водата, да можеме правилно да ги канализираме, да ги користиме, за да можеме да обезбедиме навремено сигурно снабдување на бизнисот, на граѓаните, на домакинствата, а зошто да не и на регионот и околните држави. Овие инвестиции се дел од пошироката стратегија на владата која е насочена кон долгорочна трансформација на енергетскиот систем, со јасен фокус на зголемување на домашното производство, намалување на зависноста од увоз и забрзана транзиција кон обновливи извори на енергија.